Регистрирани вкупно 11 случаи на морбили кај деца од 6 месеци до 11 години во земјата. Сите живеат во областа Кванташка депонија во општината Газибаба, каде што е прогласена епидемија. Здравствените власти ги хоспитализираат новите случаи за да ја намалат можноста за ширење на вирусот. Во Битола засега нема пријавено ниту еден случај, информираат од Центарот за јавно здравје и апелираат родителите да ги вакцинираат децата, за да се спречи ширење на овој вирус. За среќа во Битола засега немаме ниту еден пријавен случај. По проверките, по картоните, ни советовалиштата, значи нашата епидемиолошка служба активно работеше и беше ангажирана на тој проблем изминатите недели. Значи, опфатот на децата во тогаш кога треба да се вакцинират е релативно висок, меѓутоа недоволно висок, значи би требало да е над 95%. Кај нас е некаде околу 92, значи остануваат еден извесен број на деца кои не се комплетно вакцинирани и родителите се повикуваат, се подсетуваат, барем во овој период, се што е изоставено да се вакцинират. Некои родители или одбиваат или ја одложуваат вакцинацијата за морбили. Таква е состојбата и во Европа, поради што всушност и се шири вирусот веќе подолго време. Тие се исплашени поради информациите од поддржувачите на антивакциналната кампања, кои веруваат дека предизвикува тешки болести, меѓу другото е аутизам. Од Центарот за јавно здравје во Битола велат дека со низа мерки успеваат да допрат до родителите. Има повеќе мерки, прво подсетување, повикување повторно, на некој начин убедување, постои страв, кај родителите, би рекла неоправдан страв. И повеќе се оди на тие акции, на убедување на родителите, односно на информирање која е придобивката всушност од вакцинацијата. Доктор Костовска вели дека вакцинацијата е единствената ефикасна превентива за овие тешки заразни заболувања кои можат да завршат и со смртен случај. Битола порано бележеше висок опфат на вакцинација со повеќе од 95%, а денеска бројката е помалку од 91%.